Внимание! Говорит и показывает Москва. Лажни вести, медиумска пропаганда и дезинформирање преку социјалните мрежи, хакерски напади и саботажи, купување политичари па дури цели партии. Ова е само дел од арсеналот за војување кој последните неколку години го користи Русија во својата така наречена хибридна војна, за да го наметне својот став против Западот. Таа војна без оружје последниот месец е со тенденција да се разгори во државите кои се евроатлантски ориентирани, но се уште не се дел од НАТО и од Европската Унија, а меѓу кои е и Македонија, предупредуваат аналитичарите. По аферите за руско мешање во американските избори, во Брекзит и во Каталонија, прва како жртва на руската хибридна војна во регионот се јави Хрватска. Незиниот премиер Андреј Пленковиќ предупреди, само наивните не можат да го видат дека во Хрватска се води хибридна војна. По него и хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ на истата тема рече: "Неголемата безбедносна закана за Хрватска доаѓа од нестабилноста на Босна и Херцеговина, каде Русија води хибридна војна. Таквите пропаганди се типично перење мозоци и со нив лесно се прави конфликт среде Европа, во мали земји како Македонија", вели Руслан Дениченко од StopFake, портал специјализиран за откривање лажни вести. Do not ignore this problem. You cannot allow yourself to ignore this problem, because one day you can wake up, look at the window, and you will see thousands of people with machine guns killing each other because they hate each other, because they were persuaded, because they were brainwashed by Russian propaganda. Црвениот аларм го вклучи украинскиот председател Петро Порошенко на последната Минхенска безбедносна конференција. I think this is the global danger and the world should be together to fight this danger. The same way like Russian propaganda as an element of the hybrid war. Cybersecurity is an element of Russian hybrid war. Propaganda is element of Russian hybrid war, and they work no matter if it is in Germany or United States. Рускиот председател Владимир Путин лично се признесе по обвинувањата за вакви модерни војни како што е хибридната војна. Тој рече дека е многу веројатно руски хакери да нападнале поединци или институции кои што ја критикувале Русија, но дека тоа го направиле од патриотски причини и дека тие хакери немаат никаква врска со руската влада. Марија Јанкуловска, магистер по меѓународно право и меѓународни односи и координатор на истражување во Евроатлантскиот совет на Македонија, вели дека во ваква војна Путин се обидува да ја минимизира употребата на отворено воено насилство и акцентот го става на информациите, на економската моќ и до одреден степен на политичката и дипломатската моќ. Иако имаме одредени дојави или индици од страна на медиумите и други аналитичари, дека Балканот е во средиште на ваков тип на војна, и дека Русија на вистина врши некој тип на влијание, сепак би кажала дека јас повеќе би ги овие типови на действија би ги ставила во би ги нарекла по хибридни акти кои отколку како дел од една поширока хибридна идеја на војна. Ура! Балканот е подложен на вакви руски дејства. Подгорец и Загреб јавно го кажаа тоа, а не молчат ни Босна и Херцеговина и Косово. Според дел од македонските експерти, и во Македонија се води хибридна војна. Тие како најнов пример го посочуваат неодамнешното гостување на главниот советник на Путин и креатор на целата руска антизападна политика Александар Дугин во Скопје. Тој на дебата насловена Македонија во стратешки сојуз со Русија остро го нападна Западот и либерализмот, повикувајќи ја Македонија да и се придружи на Русија. In case of Ukraine, and in case of your country, in case of Macedonia, for example, relatively small countries, it's very easy to organize a conflict in the middle of Europe. Кај нас малку се анализира ова прашање, велат експертите, и додаваат дека за заштита од тие хибридни дејства во иднина треба да се фокусираме на социјалните мрежи. Кај нас станува ова прашање не е доволно анализирано, иако станува последно време многу актуелно. Значи, колку повеќе имаме делиберација, повеќе присутно ова прашање во јавниот дискурс, толку можеме да сметаме дека ефективно ќе се бориме против овој проблем. Аналитичарите се децидни. Ова модерно војување не смее да се игнорира и мора крајно сериозно да му се пристапи од сите влади, особено во малите држави како Македонија, кои се уште се надвор од НАТО и од Европската Унија и како такви се најранливи.